Добитник сте на наградата 11 октомври за животно дело, највисоката државна награда. Имајќи предвид нејзината символика и драматуршките аспекти за кои што вие честопати говорите, како ја промислувате слободата денес и кои се нештата од кои што се уште не успеавме да се ослободиме? Значи, рамките на слободата ние сме формално слободни, да речеме. Не сме под окупација како 40-та година што бевме под фашистичка Бугарија окупирани, од фашистичка Бугарија. Меѓутоа сме стално под притисок на некои структури. Дали од воспитание, дали од припадност религијска, дали од партиска, зависно кој клапно ќе не зафати у неговата фреквенција, која структура. И секој треба да се бори, да не оди заспан, пошто тоа е како одење во сон, да речеме. Не го живеете својот живот, не го живеете така треба. Во повеќе наврати споменувате дека имаме недостиг од национална стратегија. На што конкретно мислите? Морам да нагласам, го кажам, не сум експерт за политика, меѓутоа јас сум, да се наречам експерт за градење приказни. Градам приказни на карактери, градам приказни во драми. Значи, без приказна, ако немате приказната, а основни атрибути на приказната се да одговорите на прашањата кој сум и што сакам да видам. Македонија за овие 20 години, од кога сме после 2001-та, почна да ги губи одговорите на овие прашања. Кој, што сакам да видам. Цело, напоменувам, не сакам да бидам политизиран, цело време тоа јас го кажам од драматуршки аспект, за градење на приказна без кој ниедно живо суштество или правен субјект не може да обстане во џунглата на животот. Да се изготви национална стратегија за припадност на нација, а не на поделба на нација, да се зајакнат столбовите на унитарноста. И кога би требало да се сетите на репликата, не говорам само за оние во театарските представи, туку и во филмот, која би била репликата која совршено и отсликува стварноста која ја живееме денес? Не се работи само за реплики, се работи за цели дела, да речеме. Зошто тетовирање, да речеме, филмот и филмот самоништување траат ден денеска. И зошто се актуелни ден денеска? Значи, дека ја осликува стварноста. Тие се снимени пред 30 години, меѓутоа ништо не е променето. Стварноста не е променета, транзицијата се уште трае. Меѓутоа, транзиција кон полошо. Не идеме ние нагоре. Имаме една неумолива статистика, не знам што сакаат нека кажуваат политичарите. За овие 30 години од како е Македонија независна, па секоја година е полошо од претходната. Не го зборувам она како општа дефиниција, полоше е по сите статистички податоци. А кога би требало да ги лоцирате причините за ваквата состојба, каде ги гледате најчесто? Па како ги гледам, се гледаат од авион, сите ги гледат и меѓународна заедница ги гледа. Тоа е политиката и партиите. Нема мерит систем, има партиски систем. Има партиски послушници на најраководни позиции. Има партиски послушници во образование, во култура. Ако сакате да растурите вие некоја држава, вие треба да го пропастите образованието. Не треба бомби, не е тоа моја мисла, тоа пишува. Не треба бомби, треба само да ставите неписмени професори и да дозволите препишување на часови и на испити. И тогаш инженерите, тие што ги прават мостоите ќе паѓаат, така? Тие докторите што оперираат, ќе ги колат пациентите, пошто не се стручни да ги оперираат. Ако го уништите образованието, кај нас тоа систематски се прави. Кои се наши најслаби точки? Образованието ни е најслаба точка. Ги споменавте здравството и образованието, меѓутоа каде е позицијата на културата денес? Од кога станавме независни и ставена културата на најкрајните маргини. Све што е мислечко и све што има некое влијание, именно во насока на оваа политика, во насока на губење на слободата, тоа што го зборев на почетокот. Културата издигнува духовно, а на партиите, тоест на фамилиите, не им требаат културни и образовани луѓе, им требаат партиски послушници што ќе одат именно во тој сон што ме прашавте, да живеат под покрив на нивното звоно, на нивните правила.